вечерието на нашите празнувания, в чест на нашия патър, героят Ванчо Браке Стефан, сакаме токму овде во пролетното майско рубо. Истински амбиент от нашето съкрудение, да я последите вечерашната културна манифестация. Почитувани вечер по нашите настави сакаме да изпратиме пораки, духът на човечността, еднаквостта и заедништвото и секако невозвишената нишка на нашето образование, а тоа е възпитната компонента и моралът со сите негови вредности. По нашия храм на знанието, нашият втор дом, споделуваме безброй активности, проекти, спортски надпревари, любовни колонии и изложби, поетски твореща, технички и собствени изтражувания и изпълнени пред се и над се, со почет, разбиране и много любов и толеранция. Секој успех и постигнување е заслуга на нашата и верба и нараш, дека и ние равноправничи на воспитно образовни процес. Секоја победа е наша, на нашето училище, на сите нас. Затоа, нека не биде долговечен и успешен нашиот пат. Секогаш да бидеме овечени со духот на она што сме го вградиле во кодот на нашата личност. Токму од ова наше образование и воспитание. Како што е редот, така и ние во нашето училище. Чест на патот ќе ја слушнете нашата училишна химна, баладата посветена на геројот Ванчо Браке, чија композиција нејзин песописец е наставничката по музичко образование господјата Тафника Христова.
Повелете почитува директорът. Poštovani gosti, poštovani gradonačelnik, dragi roditelji, nastavnici i učenici, dobro večer. Večeras тук да е последния програмата на нашите ученици, заедно със своите ментори, е подготвия, за да го отбележиме патронът на нашето училище Ванчо Против. Заедно и посветиме должно внимание на нивната желба да бъдат секогаш активни учители, да сте наставни, които сме ги планирали, да ги представиме с съдържанието на различните ни помоги и празнуване. Сакам да изтъкнам дека за сте предвидени училищни задачи, нашите ученици во волен број одговорно, посветено и со много лично залагање, секогаш можно успешно да постигнеме целта и успехот на кој се насочи. Сакам да изтъкнам, дозволете ми да ги изкажам похвала за работата на Стария Лукава и училището и другите управни структури, както и со работата на ова воспитна образовна институција, со сите денес поканите институции на локално ниво. Сметајќи дека само на овој начин, со меѓусебна соработка на сите институции, може да очекуваме помостоки достъпи во сите сфери на живот. Односно, поддршката на основното училище треба да биде сватена како поддршка годинава, бидејќи учениците се наши лидери. Сега ќе можете да оставаме огромната поддршка од нашите родители, кои секогаш се одлукувале и давале свои креативни идеи, секогаш одговорно и навремено ги прифатиле предизвиците и учествувале во таквите училищни активности. Една от значајните залози за успешноста и координираната работа во наставен процес е работа на педагошките и стручни служби во училиштето, службите за заштита и безбедност, центрите за здраве и спортави, раст и развој, локалната самоуправа и секако постојаната соработка и следењето на наставен процес во студентските наук и бюрото за развој на образование. Сигурно сум дека сите ние овде присутни великоме во модел на образованието и во како туки постигуваме млади генерации. За високи постигнења се потребни мотивација и упорност. Да се мотивираат и подржат учениците да работат трудно и да ги некуваат културните вредности и самите наставници треба да се мотивирани да работат за нивните ученици да постигнат максимални резултати. Мисијата на нашето училище е создавање на современи активни наставни методи да ги способуваме нашите ученици за активно учество во воспитно образование процес на максимално користење и индивидуални потенцијали. А визијата е основна цел на секој училиште е градење на високо ефективно училиште при продолжување и континуиран напор од сите субјекти кои мисијата истински да ја споделиме, кога ја имаме сите истата слика за напредокот на нашето училиште. А таа е секогаш да бидеме очекот со време. Образованието треба да се стреме до тоа да ја пројде моралната, интелектуалната и физичка култура на учениците до совршенство, за тие да можат да дадат најголем можен принос за себе и за другите. Успехот да доаѓа против посаѓање. Тој доаѓа кога ќе постојат претходни, изготвени, организирани планови, силна желба, постојана упорност и активност. Затоа што тие што се качуваат по скалите на успехот, никош не се жала дека останат без нив. Ќе завршам со една мисла која треба да биде порука на секој наш ученик, а таа е: нема ништо положно од образование. Тука е најголемиот флот. Нашата еднина зависи од квалитетното образование и посегателство. Поштовани гости, поканувам да ги прославиме на стапите на нашите ученици и ви посакувам пријатни видови со нашата училишна програма. Ви благодарам. Руската песна и прекрасната композиција од нашиот македонски незаменет глас на пејача, а воедно и композитор Закир Хаджиманов со песната Љуби и главата горе е во изведба на нашиот училишен хор. Да ја проследиме.
Борците од Народно-ослободителната борба останаа во незаборав, јунаштво, но и јаманет за она што денес е наша слободарска мисла, наша сончевина и наша иднина. Баладата за нашите знајни и незнајни херои е рециталот кој ќе го проследите од нашите ученици од 8 и 9 оделение. Ги чував ко очите своји. Се радував, сестро, ко мома на цвет, а растеа тие под грижите мои. Ластовички в гнездо пред првиот лет. Но памтам уште ноќ квечер од звезди. Над градчето заспа и последниот лај на кучињата. Негде в длабочина замре. Ги чекав дур зората пукна. Но децата, сестро, не дојдоа в дом. В сон осетив некој на вратата чукна и пребега часком низ двор крадешком. Го отворив, сестро, и прочитав само 3-4 збора, напишани вред. Тргнуваме в гора, во борба. О, мамо, да огрее сонце на целиот свет. Полевиничко, чемре, врба проклета. Под врбата незнаен гроб. В гроб лежи војник непознат. Лежи од војна световна, лежи и веќе земјосал. Силна го тага изела, за дека тука загинал. Никој крај него немаше. Вишното небо врз него, земјата скришна под него. Над гробот врба скушена. А таде, в гори зелени, шума, гробишта лежеа. Дели, одбор јунаци, за татковината паднати. Полнор се над ним дрвјата, од жалба силно свиваа. Горските бистри езерца, силна светлина светеа. И од ним самовилите, една по една идеа, од гроб до гроб го дигаа, јунак до јунак наоро. И кога сите минеа покрај врбата стушена, дели се запира, не знаем брат си вика. Ја стане море јаванец, наоро со самовили. Зора се зори, петлите скоро ке в село пропеа. А тој од гробот тепкаше, дума врз дума чемерна. Минете, браќа, врвете, не сум ви лика прилика, кој умрел за татковината и за човечки правдини, каде вас, братко, не гинел, со вас довекот живеел. Вие му песна пеете, вие го с песна жалите, така се сите раѓате и така си умирате. А тука, зошто паднав ја? Зошто ме куршум прониса? Зошто ме земја притисна?
za kogo ludo zagine. Kažete, braća, kažete, kažete, pa pominete, mene me ništo ne diga, moja smrt je kara smrt. Deli glavi vedneja, nemea samovilite. Teško na tija gorko im, taka što ginat na vojna. Nemea, tuku petlite, selo to vedna špisna. Samo vilite vgorite, zdeli vrace lisna. Pusto ostana poleto, pusto zazori zorata, čemre polje vrbata, čemre taži nebo zna. Zemljo lutice, ki znam sinovite tvoji, so gradi, burite ki skrotija, so zlanki, orkanite ki splotija, nepravdata su junačka krv je natopija. Posilna od omraza, povrela od lavina, zašto krater ima namjesto veni i samo jedna misla. Drugari, vidite nepokorni na nepravdata, sokoli pomislata, lavovi požarot na borbata. Vaši od slobodarski duh neka nekaj. Bidete sploteni, vomakata i radosta. Zašto? Jedno stavče resno se krši, a zajedno sme najsilni. Вие се вградихте во пламенот на борбата, како аманет за слободата, за внуци и паравнуци. Не сведнавте глава пред байракот македонски. Ванчо, браке, серме! Нашите најмалечки бисерчиња се големи песнопојци и играорци. Тие ќе ви се представат со едно женско оро. Билјана платно белеше. Да ги проследиме нашите најмалечки ученици од прво оделение.
научниот актив по македонски јазик распиша литературен конкурс на тема Желба ми, на кој имаше испратено голем број лични поетски творби, од кои се избраа најдобрите во две категории. Во првата категорија, учениците од оделенска настава кои беа наградени се следните. Третата награда му припадна на ученикот Николче Петровски од основното општинско училиште Ванчо Прке, село Габрово, од 4-то оделение под менторство на наставничката Билјана Велковска. Втората награда ја доделуваме на ученичката Искра Георгиевска од 4-то оделение при основното општинско училиште Ванчо Прке под менторство на наставничката Елизабета Джабирска. Првата награда и припадна на ученичката Ана Марија Младеновска од основното општинско училиште Ванчо Прке, село Звегор, од 4-то оделение под менторство на наставникот Коле Манов. Учениците од 6-то до 9-то оделение, наградени на овој литературен конкурс, се следните. Третата награда ја доби ученичката Елена Ангеловска од 8-то оделение од основното општинско училиште Ванчо Прке под менторство на наставничката Маријана Стојменовска. Втората награда и припадна на ученичката Андреа Толевска од 7-то оделение при основното општинско училиште Свети Климент Охридски под менторство на наставничката Весна Ивановска. И секако правонаградената ученичка е Елена Георгиева од 9-то 4 оделение при основното општинско училиште Ванчо Прке под менторство на наставничката Билјана Стоиловска. Ги повикувам правонаградените ученици од нашиот литературен конкурс да ги прочитаат своите лични поетски творби. Повелете! Желба ми сече сон геолога. Секој да може, каде сака ти. Желба ми сиромачите да не. Секој дете дојано каде да го обзира. Желба ми да нема бедни и глад, да нема војни и нема страш. Секој да може сонце да гледа. Никој во светот да не знае за бед. Желба ми е светот Богов да биде. Во него да гледаме рај. Во очите на секој да имаше радосен сјак. Во сече срце благодатен оган да гори. Во душата на секој добрина да сјае со желбам хуманство, бисер на вратот секој да го носи. Да нема на ничие лице ни малку солз. Желбам љубовта на секој да цара. Секој добрини ветро да прави и да дава. Секој да може ближниот да го сака. Место оружје да дава рак. Наместо куршум да летаат лути. Желба ми да може цвет на мирот на секаде да цути. Алтруисти да бидеме ситни, во радост и безумно да не милуваат нив. Желба ми е сирче во светот да нема болка, да нема штета. Секој човек во светот да се башува сака, што е болка, а што така. Тешкотијата збор не позитава. Добрината човечка секаде да владе. Да нема образ, водител ќе биде. Со огрената глава секој да чека. Заветен помора само во пеколо да има. На земјата повеќе никој да не го обземе. Желба ми е секој измерно да сака.
šteta, ki nima nepocenljiva klopa. Želvam секој со секој еднакво да нема поделби и дискриминација и разлика, да нема предрасуд, да нема казна. Секој на другиот во срцето да живее, секој со поглед добрина да дава. Само позитивноста во мислите да цари. Љубовта секогаш заедно да ни дружи, бескрајно бавие да ни проши. Никогаш пророците да не се разлика, лошто и злобата да не запалят. Желба ми е еден ден среќни да бидеме сите, песната на мирот да ја пијат птиците. Реката миронот се шупа да прави, добрина и љубов секому да даде. Желба ми е секој дете насмејано да, без разлика на раса и место каде ќе е. Сонцето да не огрее сите, секој да се разува да пукна целите. Секој да може насамка да дели. Желба ми е да сме едно, а не црни и бели. Жалба. Летни жалба моја, летни вистина стани, да нема глани жени, да нема крвави рани, ни болка, ни тага во детските очи. Разумот да победи, човечноста да процвета, мир и разбирање насекаде да има. Секој да се радува, живее и ужива. Стоп! Стоп за насилството, стоп за неправдините, стоп за сите зла на овој свет. Да се представат со едно машко оро.
другарка, кој ги чува вашите тајни, да ви ги открие сите мудрости кои што не сме ги знаеле. Не научи како да чекориме по патот на читателите, кој пат е многу долг и долговечен пат, по кој многу одат и ќе одат, се додека постои човечеството. Почитувај! Таа наша другарка представува едно огромно бело поле по кое се сее со црно семе и дење и ноќ. Се сее во пролет, лето, есен и зима. И секогаш богата жетва има. И ние почнавме да сееме по тоа бело поле. Но и богат род на вистина добива, со кој сме горди и ќе се гордееме уште повеќе, зашто неа ја почитуваме и ја слушаме со сите нејзини волшебства што ни ги открива, со нејзините совети, поуки и пораки на кои не подучува. Почитува! Нашата другарка представува еден отвор, прозорец во кој сите можат да погледнат и дзирнат, да најдат што им е потребно, да го земат и учтиво вратат. Да ги познава сите јазици, а верувајте, од нашиот македонски јазик поубав и помилен нема на светот. Тоа ни го каже нашата верна другарка, која ум нема, а ум секому дава. Книгата, кој си го почитува и употребува својот мајчин јазик, се почитува себе си. Пазете ја и чувајте ја книгата сите, како што ги пазите и чувате вашите собствени очи. На тој начин ќе можеме да ги видиме убавините на целиот свет. И токму сега ќе проследите нашата весела песна игра која ја посветивме токму на неисцрпниот извор на знаење, а тоа е книгата.
Сите со македонската народна песна «Македонско девојче» во изведба на гитари и клави. И втората е соло изведба на композицијата Дон Крај во изведба на гитари со учениците од нашето училиште.
посетивте нашава свечена академия. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме приятна вечер.